бара простор за шут, Ивановски најде 1-0. Одлично отворање 1-0 во четвртата минута. Ивановски готва резултатот по оваа кардинална грешка на голманот Спасовски, кому топката му пројде низ раце. Еве можност за противнапад, проаѓа ова и одлична акција. Одлична акција која завршува Трајчев, почна со Левков, Адиловиќ, Трајчев, школска акција, погледнете уште еднаш, пројде тука Левков еден свој противнички играч, го проигра Адиловиќ, овој му препушти топ. И сега еве 3-1, односно 2-1. Овде може да биде опасно, има гол. Еднаш на противната страна, Блажевски е стрелец. Фаулираше Кирил Ивановски. И за кај Сторовски. Кич се гради Плакич. Дајловски фаулира. Еве го првиот прекршок и за Железарец. И има ли овде автогол? Да. Не внимание од како Левков се обиде. 3-2 поведува екипата на Кеги Моби. Еве го уште еднаш погодокот од овој агол на Блажевски, кој во 25-тата минута. Ивановски. Плакич. Има гол. Плакич. Плакич одличен шут, 26-та минута. Повторно има плюс за 2 Кеги Моби. Само да го погледнеме овој напад и прекрасен гол на Левков. 28 минута во самиот агол заслужи и Левков да поентира. Сега тоа е советувано од клупата и Спасовски да оди широко и веднаш тоа носи резултат. Има овде гол за третиот гол. Кружат околу зоната на Кеги футсал играчите на Железарец. Даиловски го изненади голманот. Стефановски. 31 минута. Даиловски намалува на 5-4. Овој потек на Даиловски никој не очекуваше да изблокира. Еве го Спасовски повторно во нападот. Спасовски ќе шутира тој и каква среќа. Израмнување 5-5. Каква среќа за Железарец. Погледнете по овој шут на Спасовски, топката го измами Стефановски. Дојде таму до осамениот Блажевски, кој во 33-та минута израмнува на 5-5. Минута и пол до крајот. Ќе има ли подолба на бодовите, ќе видиме. И еве погодок. Прво водство во незгоден момент. Тоа е трет гол на Блажевски во 39-та минута. Го доведува Железарец во водство од 6-5. Има домашните се во своји нозе. Но со клучна беше она игра во второто полувреме со голманот Спасовски на средината.